точно на време гостинот кој што ни го представува можеби еден од настаните кој што навистина е значен, ја одржи традицијата 7 година поред во месецот посветен на машкото здравје, со повод и причина дека треба внимание малку повеќе да им дадеме на мажите, затоа што има успешни, има кои што оставиле зад себе работа цела година во округот и делот во кој што тие се движеле, допринеле за општеството и вреди да се наградат. Избор на маж и мажи на годината 2024 годинава во понеделник на 25 не очекува организаторот Мартин Костадиновски, мој гости. Добро утро. Добро утро, Јована. Во Националната опера и балет, можеби онака како што доликува годинава на поинакво место. Па така, ова ни е 7 година веќе поред, како го организираме мажи на годината, изборот на најуспешните мажи кај нас, што значи дека од година во година се трудиме наставно да го правиме на се едно повисоко и повисоко ниво. Баш како што кажа, како што доликува. Токму затоа оваа година се решивме да го правиме во Македонска опера и балет, пошто сепак тоа важи за една од најпрестижните уметнички и културни институции кај нас. И ми сметаме да ви веруваме и убедени сме дека ќе му даде еден посебен шмек на самиот настан. Доминатите години беше како еден вид на гала вечер, но оваа година ќе биде, како што кажавте, малце поинаку, едно повисоко и по друго ниво. Добро, верувам дека 7 години ја поминавме и короната не беше воопшто лесно да се одржи во општеството, да се ме сменат навиките, да се прикаже еден поинаков начин дека треба да се наградуваме, треба да си даваме поддршка. И целта веројатно ја одржавте, со која што и започнавте пред 7 години да го организирате мажи на годината. Па така е. Генерално сметам дека во нашето општество нема доволно или голем број на настани кои што даваат признание на одредена категорија на луѓе. И го почнавме пред се со таа цел за да ги издвоиме оние кои што придонесуваат во општеството. Така да повеќе пати имам кажано дека кај нас во Македонија има успешни луѓе, има луѓе кои што придонесуваат, има луѓе кои што заслужува да бидат наградени и мислам дека ние како настан и убеден сум дека ги издвојуваме баш оние кои што придонеле нешто во ова општество. И кои што заслужуваат. Верувам дека не беше лесно да се одржи поради тоа што малку се смени перцепцијата дека вреди да се наградува, дека треба некој да биде издвоен, награден. Сиве овие години различни беа реакциите, но мнението на општеството се промени. И оно што можам да го забележаме од кога веќе маш на годината на социјалните мрежи ја доделивте наградата, дека веќе е поинаква перцепцијата на настанот, дека се очекува годината настанот, дека се зборува за настанот, да. се очекува кој ќе биде. Добро, имаме многу категории, 13 различни категории. Ајде, добро, кои се условите кои што треба да се исполнат за да добие некој награда? Така. Ние како организација позади себе имаме уште на почетокот кога почнавме создадовме жири комисија од околу 20 на членови кои што се генерално представници од медиумите, представници од релевантни луѓе и успешни во различни области во кои што делуваат, од културата, од спортот, од бизнисот. Заедно со нив создаваме листа од номинации кои што потоа се создаваат, да речеме, за секоја категорија одреден број на луѓе кои што се номинирани во сите 13 категории, само за едната награда што е според социјални медиуми, таму даваме можност на јавноста да си дава своји предлози. Добре, јавноста знае да биде критички настроена. Многу знае да биде. Многу знае, особено на социјалните мрежи. Да. И сите цел тој ешелон на луѓе потоа, заедно ние како организатори, заедно со жири комисијата, одлучуваме и кои сметаме дека ја заслужува да добие, например, одредена награда во одредена категорија за изминатата година.
Круна е некако главната награда Маж на годината 2024, па гледам дека веќе и се пишува кој ќе ја добие наградата, кој треба да ја добие наградата. Можеме додека зборуваме да имаме подготвено инсерти да видиме изминатите 7 години кои се заслужи да ја добие наградата. Она што е многу интересно е што не е правило дека има 12 награди, каде што главната Маж на годината е 13-та и често се случува стрикната 13 да се падне кај некој кој што веќе предходно земал награда, еден од добитниците. Оваа година веќе ги имаме кои се наградените. Одлучено е. За главната награда некој да ја добие, кога сме веќе кај тоа, сметам дека постојат повеќе фактори. Треба да си пред се успешен во тоа што го работиш, без разлика во која сфера од општеството. И треба да си пред се човек кој што почитува вредности, кој што придонесува за општеството и кој што не само на професионален плат, туку треба да си една комплетна личност, како да кажам, од повеќе аспекти. Во сферата во која што делуваш да допринесуваш за општеството, а што оваа награда, всушност Мажи на годината, значи како придонес во општеството? Мислам дека највеќе дава една мотивација пред се за добитникот на таа награда, мотивација дека некој му го вреднува трудот и она што го работи. Сметам дека преку главната награда издвојуваме луѓе, индивидуи кои што се пример за другите, кои што ќе остават, знаете како дури некој мал процент на луѓе да забележат некого што прави, како придонесува успех, предпоставувам. Да. Така да затоа се трудиме настано да биде има и добар публицитет, за што повеќе да биде препознаен во јавноста, за што повеќе да ги стакнеме оние кои што вредат, за да бидат мотивација можеби за останатите. Да, и дека едноставно се сменија нештата, дека вреди да бидеш наградуван. Само сакам на кусо да искоментираме нешто, дека наградата на социјалните мрежи навистина предизвика големо внимание. И имаше жени кои што се многу вклучени исто така и во подготвување на настанот, знаеа да кажат жените заслужуваат да добијат награда Маж на годината. Па жените, да, доста се критични кога станува збор за ваков тип на награди до делувања и голем дел од жирито дури и од луѓето јавноста кои што гласаат се генерално жени. Така да, како да кажам, они може би се највлијателни за тој што ќе добие наградата Маж на годината според социјалните медиуми. Ништо без жените, добра жена, ако не даде ветер во грб на маж, ништо. Да се пошегуваме. Посакувам убав настан и нека продолжи традицијата. Ти благодарам, Јована.